Кандидатите за локални лидери скриени зад авторитетот на партиските лидери. Зошто партиите продолжуваат со масовни централни митинзи на локални избори? Јасни пораки или ефтин популизам? Каква е понудата за граѓаните? Нова перспектива или куп ветувања? Во топ тема на ваша страна кампањата на локалните избори пред нејзиниот финиш ја анализираат Алберт Муслију, Љупчо Ристовски и Зоран Ќука. Почнуваме веднаш. Добро вечер во топ тема на ваша страна. Како што финишира кампањата за локалните избори, така растат ветувањата на политичарите. Но што понудија досега? Како ќе избираат граѓаните и дали се слуша нивниот глас? Вечерва дебатираме во студиото на топ тема на ваша страна со аналитичарите Алберт Муслију, Љупчо Ристовски и мојот колега Зоран Ќука. Добро вечер на сите. Добро вечер. Верувам дека следите кампањата и пред почетокот на и ова топ тема на ваша страна, дури бевме бомбардирани од спотовите како што се приближуваме кон крајот, остана уште 2 дена, така ќе биде се поинтензивна. Но она што е забележително во цела оваа кампања, дека сите овие кандидати се практично покриени од партиските лидери. Како да се скриени зад авторитетот на нивните лидери. Тие доминираат, тие ги кажуваат главните пораки. Зошто е тоа така, господин Ристовски? Станува збор за локални избори и тоа е малку невообичаено. Логично би било кандидатите за градоначалници во општините и нели носителите на листи за советници во општините да се луѓе од теренот, луѓе кои што местното население добро ги познава. Од локалната заедница, која треба да ги избере. Луѓе кои што ќе доминира со нели својата морална доблесност, со својот интегритет во средините каде што живеат и работат. И оттука би требало тие во преден плат да го истакнуваат токму тоа што е нивна лична предност, а не да се заскрива зад партиите. Но веројатно политичкиот систем во Македонија е така скроен и изборниот модел е така скроен да политичките партии ја играат главната улога. И во една таква ситуација во Македонија, особено кога е нивото на политичка култура такво каква што е, кога имаме силни и моќни политички партии кои што доминираат на сцената, тие ќе се обидат да издействуваат предност во име и за сметка на кандидатите на локално ниво. За мене причината за ваквиот пристап во изборниот процес е во регулативата. И законот за политички партии, законот за финансирање на политички партии и законот за избори им дава, изборниот модел сам им дава предност на политичките партии и на лидерите на политичките партии. Значи се е поставено во нивно име и во нивна сметка тие да се главните фактори кои што ќе ја движат политичката сцена. Не се остава простор вторите, третите шалони да излезат на површина и да едноставно излезат на сцена и внесат некоја новина, направат некоја промена. И од тука, ако сакаме нешто да промениме во тој дел, веројатно ќе бара промена на регулативата. Веројатно ќе се бара еден системски пристап, политичкиот систем веќе е зрел да направи еден системски пристап на промени не само во регулативата, туку и во функционирањето на политичките партии како важен сегмент од политичкиот систем. Господин Муслију, дали партиските лидери ќе дозволат таква една промена, односно тие да не доминираат во кампањата, дури кога се локални избори во прашање? Неминовно ќе мора да го прифатат тоа, значи како времето поминува, некои промени ќе се случат. Значи овој модел на водење кампањи е од 90-та година. А го наследивме од минатиот систем, нели кога сега сме 2017 и ништо не се менува. Во големи групи се собира и развива, ги идеализира личностите и ние со тој концепт сме растеле. Само што се идеалите или луѓето кои биле наши идеали се менувале и тоа е нешто што ќе треба ние сите како општество да го смениме. Не верувам ја дека лидерите ќе покажат доблест тоа да го направат
во наше име. Тоа секако дека ќе треба да се смени као менталитет кој го имаме, но ќе треба да се смени и регулативата. Значи, кај на се е наместено лидерите да одлучуваат за све, и се докато тоа е така, тие себе си се промовираат, а и публиката ги бара. Не само начинот на организација на политичката партија, туку изборниот модел. Ние сме инсистирали како граѓанско општество, например, да има отворени листи, за да може таа популарност да се распредели на повеќе личности, но знаете, ако имате популарни личности во вашите изборни листи, тогаш вие немате примат во партијата. Го загрозувате лидерот. А ако целата моќ е дадена на лидерот, тој секако дека ќе биде резервиран да ја прерасподели и да ја сподели со другите. Може ли овие избори да променат нешто? Добре, сега мислам дека малце се променети, не се, знаете, се трудат. Значи, едната страна да промовира генерализирани прашања, да го промовира овој изборен циклус као прашања на живот и смрт, но тоа не иде, затоа што ми ја знаеме каде стојат причините позади. Морам да укажам на тоа дека, условно речено, кај албанскиот политички кампус, моделот е многу поразличен. Значи, лидерите, освен тие кои се кандидираат, не се присатни баш толку тие да ја водат целата приказна. Значи, Ахмети не оди на сите митинги. Не, он може би да оди, но сепак не може да стигне на сите, но сепак и кандидатите ја водат приказната и можам да ви кажам дека бар по албанските медиуми за сите изборни единици или за сите на сите единици кај што се избираат, имало на некој начин отворени дебати во кои се вклучени и медиумите и ве уверувам дека прашањата се многу приземни. Значи, не се прашањата што ќе биде, кој историски момент ќе ни помине на 15 октомври, него што нудите вие и не допираат граѓаните на тоа што нудите вие, него тоа што го нудите и како мислите да го остварите и од каде пари. Значи, прилично се практични прашањата кои им се поставуваат на кандидатите. Од друга страна, гледаме дека кај двете поголеми политички партии се промовира теоријата дека е прашање на живот и смрт, можеме покасно и да кажеме зошто тоа се случува, не е баш без причина, може би причината е во блискоста на формирањето на новата влада или на предвремените парламентарни избори, или што сигнал ќе биде резултатот на локалните избори, но тоа е веќе друга. Зоран Ѓука, вие 16 години живеевте и работевте во Прага како шеф на Македонското биро на Радио Слободна Европа, сега сте тука. Дали во Чешка партиските лидери ги водат локалните избори како што ни се случува? Не ги водат, меѓутоа само се навратам на еден момент, ако може. Јас мислам дека главната причина е, рече Алберт, живот или смрт. Кај нас 25 години. Историски избори. Избори не се историски, на сите избори решаваме дали ќе преживееме како држава, дали ќе одиме на запад или на исток, дали економијата, ако не победи оваа партија, пропасте, ако победи другата, ќе процвета се во државата, и тој менталитет се наметна овие 25 години и ние се соочуваме со тоа. И заради тоа нормално лидерите ги имаат главниот збор. Покрај сите овие елементи што и професорот ги спомна, тоа е така. Сега во Чешка не се бави со такви судбински прашања како ние, иако за жал мислам дека во последните години некако и тие почнува да се балканизираат помалку во вокабуларот, во начинот на пресметка со политичките противници. Меѓутоа, на одговор на прашањето е не. Таму има регионални избори, има локални избори, и на тие избори главниот збор го водат кандидатите, меѓутоа и таму и личностите се многу јаки. Верувате, лидерот на партијата, на партиите, на сите партии не е толку моќен за да може да им нареди што да прават. Во самите партии има демократија. И тоа е причината зошто таму едноставно овој модел што ние го имаме тука, таму не е применет. Иако би сакале некои лидери и таму, веројатно имаат такви амбиции за да се однесуваат како нашите тука. Друг тренд на овие избори, освен доминацијата на партиските лидери на митинзите, се и самите митинзи кои почна да бидат масовни и да наликуваат на парламентарните избори. Повторно со автобуси се носат луѓе да присуствуваат и да ги омасуват, како да тоа гарантира победа. Зошто партиите се уште не се одважија за нови форми на кампања, ќе видиме од фактографот на Александар Манасиев.
Секогаш работа, секогаш Македонија. Живот за сите во Македонија. Овие пораки ги напаѓаат сетилата на граѓаните во последниве месец дена. Пораките ги има насекаде, од билборди на телевизија, на радио, на социјалните мрежи. Во Македонија се чини дека се менуваат само партиите на власт, но не и навиките. По 20 изборни циклуси политичките партии влегоа во шема од која уште долго нема да излезат. Пред избори мерат кој направил поголем митинг, кој има поголем билборд и подолга реклама. За поизборите бројките да значат само едно – број на освоени гласови. Масовни партиски митинзи, носење луѓе со автобуси и возови од град во град стана традиција, од која партиите тешко се откажуваат. Рецептот се применува на парламентарните, но и на локалните избори. ВМРО, ДПМН и СДСМ последнава деценија изборните циклуси ги претворија во екскурзија низ Македонија за нивното гласачко тело. Гласачи од сите страни на земјава се носат од еден во друг град, се покажува моќ во масовноста преку привидот за поголема поддршка од граѓаните, иако станува збор за собери некои партиските војници, најчесто имаат обврска да се појават. Членовите се известуваат преку СМС пораки или телефони кога да дојдат на собирното место, па со автобуси се носат низ градовите. По завршувањето си заминуваат секој во својот град, се до следниот повик за присуство. Снимките од дрон станаа тренд последниве 2 години. Добро измонтираниот видеоматеријал треба да покаже како реки народ ги поддржуваат партиите. Но масовноста не секогаш им оди во прилог на партиите, посебно кога станува збор за нивната се присутност за време на изборите. Клучни се пораките. Дали говориме за традиционалните, дали говориме за социјалните медиуми, клучни се пораките и публиката на која што се обраќаме. Ако го разбереме тоа, ќе излеземе како политичари и како општество од една многу голема замка. Тоа е мислењето дека колку повеќе билборди имаме, толку повеќе ќе ги убедиме граѓаните. Колку повеќе реклами на социјалните медиуми почесто излегуваме, дека толку повеќе ќе ги убедиме граѓаните. Не, важно е да имаме стратегија како ги трошиме нашите средства, на кого се обраќаме, која фреквенција сакаме да ја постигнеме за да постигнеме ефект, а при тоа да не направиме досадност или контраефект. И СДСМ и ВМРО ДПМН покрај масовните собери се присутни на социјалните медиуми, а за разлика од минатите избори имаат поголема активност на YouTube. Од Демократската унија за интеграција за овие локални избори се одлучиле на поскромен пристап, без масовни митинзи кои беа нивна одлика во минатите години. Во оваа кампања ние сме се определиле со директни средби, директни контакти и директни разговори со граѓаните, водејќи интерактивна кампања, интерактивни средби каде и граѓаните можат сами да разговарат и да поставуваат прашања и кон лидерот, но и кон нашите кандидати, се со цел да најдеме заеднички решенија за сите предизвици кои се соочуваат граѓаните. При користењето на социјалните медиуми, дел од партиите покажале иновативност, иако главно станува збор за копирање на проверени рецепти од странство. Партиите имаат направено одредени чекори кои што биле особено регионален репер, меѓутоа можеби нешто пошироко во Европа, меѓутоа се тоа идеи кои што си ги превземаме едни од други, најмногу се разбира од САД. Во текот на изборната кампања, кандидатите за градоначалници како да ги има насекаде, па многумина би рекле дека малку недостига па тие да излезат од фрижидер. Но ако билбордите не се доволен потсетник дека во земјава следат избори, тоа секако треба да го сторат раскопаните улици. Тоа беше фактографот на колегата Александар Манасиев. Муслиу, зошто се оди на масовност, на партиски митинзи, автобуси, се парализираат градовите, се држат говори како за парламентарни избори? Значи има една категорија на граѓаните кои вртат кон оној за кој мислат дека е победник, конформистите се тие, и тоа не е некоја категорија непозната за нашите професионални политичари. И тоа е причината зошто се трудат да покажат мускули преку овој начин на организирање и тоа го прават. Од друга страна, преку овие митинзи се трудат и своите редови да ги консолидираат и да не им се разлеваат, па некој евентуално ако има и ако помисли да премине во другиот камп, тој ентузијазам кој ви го набиваат, им го набиваат. Сакам да укажам на нешто друго што е поврзано со ова и мислам дека не е само загрижувачко, него и навредливо е на начин на кој ги презентираат своите програми. И пред емисијата видовме некои реклами. Значи, пристапот на политичарите со нивните ветување
можда помислиш дека тие ни идат на овие функции со ташни некои со пари, па сега ни даваат нам поклони, ќе ни направат некоја улица. Пораките ќе ги анализираме малку подоцна, да се задржиме. Сето тоа е дел од едно исто сценарио, каде што сте вие тој поданикот, и некој ви импонира моќ, сила, грандиозност преку големина, па он е тој кој ќе ви ги реализира сите сништа и сите потреби ваши ќе ги исполни, а вие само треба дента да одите, нели, да изгласате таму и нема за што да се грижите друго. Значи целиот концепт е во тој правец. Гласачите се третираат како поданици. Да, поданици. Има некои промени, значи има некои нови модели на и по западни модели на водење кампања и сме ги видели нарешто по урбаните центри каде што одат со граѓани се среќаваат, но никако да се одлепат од оваа потреба да одржат голем митинг, па на другата страна да ја покажат кој е посилниот. Што мислите вие, господине Ристов? Нашите лидери не ја сватија пораката од максимата на Русо, која што велеше дека дури и најсилниот, најавторитативниот или најавторитарниот, ако сакате, најобожуваниот лидер не ќе може да загосподари со масите или со луѓето и со граѓанството, се додека таа негова сила не ја претвори во негово право, во право на граѓаните. И се додека послушноста не стане по автоматизам должност за граѓаните. Чи лидерите тоа не го сватија, тие уште одат по онаа линија на султанизирање на партиите, и едната и другата партија. Уште сакаат да имаат доминантна улога во својата партија, но веројатно, јас повторно ќе се навратам, нормата им го дава тоа. Нашиот закон дозволува да имаме ние преку таквиот изборен модел да имаме ние да го променат. Значи секој пат инсистирање да имаме силни лидери. Па за тоа треба високо ниво на политичка култура, за тоа треба малце поголема умешност и за тоа треба малку да се приземјат лидерите. Не може да гледаат се од високо. Значи не ја сватиле оваа максима, оваа порака што ја дава максимата на Русо. Лидерите, созрено е времето во Македонија да дојде до промена на законската регулатива. Ние ако не можеме по свест и самосвест да ги менуваме работите од позиција нели на лидерство, ќе мора да се интервенира во нормата и ќе мора системски да направиме промени. Промените треба да прошират базата во политичките партии, да поттигнат инволвирање на што поголема категорија на граѓанство за бавење со политика, секој нормално во своите области. Ке мора да се поттигне внатрепартиска демократија. Ке мора, ако треба и со законска регулатива, да се условат партиите да има внатрепартиска демократија. Односно, мислите тоа, се извинувам, како мислите тоа да се случи со закон, да се дојде до такви промени? Има такви закони. Ако сакате, Италија во даден период донесе такви закони. Неколку други држави има донесено закони со кои што се врши притисок за внатрепартиска демократија. Вие ако сакате да дојдете до квалитетен кадар во политичките партии, ќе мора да направите еден широк внатрепартиски изборен циклус во кој што на тајно гласање од повеќе кандидати локалните заедници ќе во таа хиерархија делегираат своји луѓе. Сами би требало па тоа е законот за политички партии. Тоа ќе се следи нормално и со промени во законот за финансирање на партиите. Моделот на финансирање е директно во правец на поттикнување на корупцијата. Тоа е прашање за кое сакам потоа да отворам една тема. Но поентата ми беше дека ако не можат лидерите самосвесно да поттигнат промени во општеството, ќе мора општеството системски да изврши притисок да дојде до прво нормативни измени, а потоа нели преку таа регулатива да се регулираат систематизирано на еден систематски начин односите, значи потребен е тој системски пристап за да се поттикне таа внатрепартиска демократија и нормално квалитетот на кадрите. Знаете, од квалитетот на кадрите зависи каква идеологија утре партијата ќе промовира и како таа идеологија ќе се наметне во граѓанството. Тоа ви е еден систем. Но во ситуација кога младите доаѓаат и младите својата иднина гледаат единствено со партиска книжка, како тоа ќе го промените? Тоа е трагедијата. Значи, нама тоа не се случува. Ако нашава фактичка состојба не доведува до тој заклучок и до таа констатација, тогаш веќе е созреано времето за промени на нормата, на законската регулатива. Нас не е потребен системски пристап. Законот за политички партии, законот за финансирање и овој изборен закон се веќе надминати од актуелната ситуација во Македонија. Потребна е промена. И таа промена треба ние да поттикнеме со вакви дебати. Алберт? Само да направиме дистинкција помеѓу капацитетот на некој човек да биде лидер и кого некој го обожава или го следи
и тоа да со законски и правни мерки он својата позиција на лидер ја зајакнува и прави монопол врз тоа. Значи, афинитетите на некој човек да биде лидер се неспорни и тие ја следат човечката историја. И тоа е придобивка за било која партија која има човек кого го следат другите. Кај нас е проблемот што преку правни процедури, преку статути, преку закони, преку изборниот модел им се зајакнуваат тие лидерски позиции, тоа треба се смени. А неспорно е дека некој е по-лидер, друг е по-нелидер, некој е по-професионалец во математика, друг е во политика, тоа се веќе персонални атрибути. Но изборниот модел секако дека влијае и врз демократизацијата на партијата. Ја ви велам, ако ви имате отворени изборни листи, тогаш се гледа кој човек е по-лидер, кого го сакаат, не само кој е лидерот преку печат или преку подпис. Но е по-комплексно, не е само... Ако оставиме само луѓето само да се регулираат, ќе промашиме работата. Знаете, уште Магалан во Федералист велеше дека државата прво мора да воспостави власт, значи над граѓанството, нормално и над територијата, тоа е и суверенитетот. Но второ, ќе мора да се ограничи самата себе си во владењето. Значи, ако не можат сами лидерите да се надминат себе си и да бидат на тоа ниво на политичка култура и политичка свест, да треба да го направат системот во име и за сметка на другиот, а не во име и за сметка на себе си, тогаш ќе мора да интервенира општеството со овој притисок, да ги едноставно принудиме да дојде до промена на регулативата и да се воспостават нови механизми и односи внатре, за да може да родиме нешто ново. Имаме еден лидер кој само себе си, извини, ова сам да кажа, само себе си се ограничил со 2 мандати. Ако вие ставите законска норма, дека лидер на партија може да биде 2 мандати, и тоа е истапување во тој правец. Има многу модели, но и велам, не само закон за политички партии или финансирање, него изборниот модел е тој, например, кој од 90-тите години кога граѓаните се трудеа да ги контролираат партиите, доведовме до ситуација кога партијата контролира све, и вработување, и начин на размислување и така натаму. Само сега се вратам накратко овие рекламите што ги гледавме и кампањата како тече, што се прават, и во прилогот што пред малку се емитуваше. Како вам ви изгледа да митинзиве? Имаше реакции, еве последниот митинг беше оној на СДСМ и заедно неделата во Скопје, имаше критики. Зошто повторно се оди на такви масовни митинзи, се следат некои стари практики, но имаше и пофалби и воодушевување од масовноста. Како вам ви изгледа таа форма? Мене лично ми изгледа здодевно таа работа, меѓутоа Алберт веројатно има право, познавајќи го менталитетот на нашиот народ, и веројатно на луѓето тоа им вреди. Меѓутоа мене ме интересира, овие сите политички партии што зборевте вие, треба по овие избори сами пред себе да си поднесат некаква одговорност. Ако изгубат на изборите, значи ја утнале кампањата, значи дале многу пари, беше спомнато пари. Ќе дадат ни партиите финансиски отчет за тоа колку потрошиле за овие митинзи, за овие, не знам, сокови носат ли уште или не носат, веќе тоа е болна точка на... Да, автобусите, сите тие работи. Сендвичите, да, тука немаме никогаш сметка за тоа. Дали ќе речат дали успеа кампањата или не, или за нив стојат, претпоставувам, пиар агенции, што им помагаат за тоа каква стратегија да направат за како да придобијат повеќе гласови. Например, сега не сакам да здодевам, меѓутоа ќе спомнам земјата каде што 16 години престојував, таму исто се прават тие шеги, и митинзи, и шетање со граѓани, меѓутоа ги прават на малце некако поштосен начин. Што е разликата? Поголеми трикови прават. Например, еден од главните кандидати за иден премиер на Чешка, Бабиш, човекот вчера се појави со готвачка капа на главата у ресторан Влегој и за 50 кли, за 100 денари дели супа. Промовира ресторан. Иако се парламентарни избори, не се ни локални. Да, после тоа качува група од 50 гласачи во автобус и ги вози до Чешке Будевице, прошетка си прави и неврзени разговори. Сега тоа медиумите го стримаат на Facebook, прават прилози, искачал надвор, као локалните доаѓаат па го снимаат. Мислам, се прави филмови од тоа. И тоа го прават медиуми и излегува дека кај нас се повеќето да пиар агенциите ги советуваат да има една застарена трагедија. Мене ми недостасува дебати. Кај нас нема дебати меѓу, добро, има да речеме меѓу овие градоначалници, тоа е многу окей, тоа многу. Дали е тоа можеби причината за овие стратегии да се држат до старите добри масовни митинзи, затоа што нема дебати или
Па сега се локални избори од една страна, да. локални избори, можеби не би требало лидерите да седнат да дебатираат, него градоначалниците, кај нас лидерите не ги видовме да дебатираат ни на парламентарните избори. Има едно 10 дни што го Да. Да, имаме 11 години. Така да, доека таму, Не, меѓутоа например, да немате дебата на исто локално ниво, на локално ниво. дали митинзите се замена за недостигот на дебата? Не, се тие. Не, Види, Алберт, митинзите се еднострана работа. Значи, на митинг вие зборувате тоа што го сакате и граѓанинот не може од вас да извлече или да го дознае тоа што му треба. Видим, мојата невладна 96-та година организирала јавна дебата во Дом на култура во Гостивар и имаше спремност тогаш од повеќето кандидати да излезат да дебатираат. Кај нас изгледа че треба и обврската за дебата да ја ставиме во законско решение. Како што кандидатите во Америка имаат обврска 3 пати да имаат дебати јавни, изгледа и кај нас ја мора. Знаете, апсолутно е неодговорно да нема дебата. Значи, ние гледаме константно како некои кандидати избегнуваат дебати со своите противници. да. А зашто Опозицијата, принцип, што е најапсурдно, дебатата, опозицијата избегнува дебатата во дебати, моментот. Бидејќи сами одреговте пред малку дека даваат огромни ветувања, гасификации кои ги слушаме од времето. А не ви Ристо дозволува да Пленов. ги прашате од каде А тоа? од каде пари? Колку општини во Македонија имаат блокирани сметки? И са тие Да, градоначалници... токму и тоа, кај што имавме можност, еве ние организиравме во топ тема на ваша страна неколку дебати, опозицијата дојде само на една, дури неразбирливо е, да, дури опозиција ја избегна дебатата. Но Ристовски доаѓаат на дебати, еве како што спомнам Муслиу, во албанскиот политички блок имаме сериозни дебати, дуели, соочувања од кои никој кандидат не бега. Зошто е тоа така? Има повисока политичка култура кај албанските гласачи и политичари Гласачите се поспремни да ги казнат ако избегнуваат. Политичарите се јако или еднаш кај казнија, дури веќе тоа беше лекцијата што ја научи, а се согласувате или Може би е различна политичка култура, може би е различен пристап од проценката на политичките партии и така натаму, но јас би сакал да нагласам еден друг момент. Ние и да има дебати, зашто ќе дебатират? За нови концепти за локален економски развој, ќе дебатира за нови модели за развој на општините, ќе дебатира за нови визии. Не, тоа ќе сме не се согласни. За нова управа, не, зборот ми е друго. Друго ми е зборот. На овие локални избори, политичките партии не понудија нешто ново. Тие излегоа со секојдневни ординарни работи, ќе изградиме волку градинки, другиот ќе изградиме една повеќе, ќе изградиме волку патишта, другиот ќе изградиме километар повеќе. Тоа не е политика. Тоа не е програмска визија. Знаете, програмска визија, јас сакам да одлучувам кога ќе избирам помеѓу кандидати да видам дали има нов концепт за локален економски развој, заокружен, системски. Сакам систематизирано знаење да видам, сакам да видам дека тој не само што ја владее материјата, него ја владее и општината за која што се кандидира да биде градоначалник или носител на советничката листа и така натаму. Значи, сакам да видам концепти, сакам да видам нови модели, сакам да видиме нешто ново. Ние сме усталени во една шема која што, да речеме, лидерите на партиите диктираат и сега сакаат локалните избори да ги врзат со големи национални теми. И сега Ќука имаше реплика, па ќе направиме малку пауза. Само сакам да кажам дека дебати ако има, ќе мора да одговорат на тие прашања. Меѓутоа тука е и вината на нас медиумите на пример. Гледав ја неколку дебати на градоначалници каде што кандидати за градоначалници каде што тие одговарат на прашање како мислите да направите гасификација сега, нели зборам општо. И вели да, ние ќе побараме пари од Европска унија, од ова, мислам, тоа секој може да го смисли. Меѓутоа нема дополнителни истражувања, дополнителни прашања, да чекај сега. Имаш ли ти проект за таа гасификација? Имаш ли контакт со некој? Преку кои програми? Едноставно ако го прашаш 50% од тие кандидати, ако ги прашаш со кои ти проекти настапиш пред Европска унија во Брисел и како ќе ги бараш парите, мислам дека повеќето Тука морам да не се согласам со вас, бидејќи ние имавме дебати и ги поставувавме токму овие прашања, меѓутоа како што реков, опозицијата баш и не ни доаѓаше да ни одговори, тие што дојда мораше да одговара токму на тоа. Тука ќе направиме една куса пауза за реклами и се враќаме повторно на дебатата.
Гледате топ тема на ваша страна и анализираме кампањата за локалните избори. Кампањите на партиите треба да се огледало на политичката култура на една земја. Ги проверивме кампањите како се водат во соседството. Анализата ја направи Огнен Чанчаревич. Полни автобуси, делење сендвичи и дневници за учество на митинг не се измислени во Македонија. Колоритот на предизборните кампањи е речиси ист во соседството, со билборди и плакати на секој чекор и купишта запалки во сечи дом. Масовните митинзи, на кои се носат членови и симпатизери од сите краеви, се уште се главната алатка за да се докаже моќта на партијата, а главните градови се местата каде што најчесто завршуваат кампањите. На предизборните кампањи во Србија, без разлика дали станува збор за парламентарни или локални избори, рекламен материјал се дели речиси на секое фреквентно место. Кандидатите одат од врата на врата, фасадите и тарабите се воено поле на партиските активисти, а медиумите се преплавени со платена политичка програма. Централните митинзи по правило се одржуваат во Белград, на плоштадот на Републиката, пред собранието или во Комбанк арената. Секогаш се во среда или четврток на самиот истек на кампањата и пред почетокот на изборниот молк. Без разлика за која партија станува збор, автобуси го преплавуваат Белград, а симпатизери и членови се носат од секој дел на државата. Медиумите во Србија во повеќе наврати посочуваат дека најголемиот дел од луѓето присутни на митинзите добиваат паричен надоместок и секако сендвичи. Интернет просторот и социјалните мрежи се во подем и полека почнуваат да се наметнуваат како приоритет. Босна и Херцеговина е карактеристична по многу нешта. Локалните избори се покомплицирани и похаотични од оние во нашата држава, бидејќи се ентитетски. Бошњаците, србите, хрватите имаат своји политички партии и ентитети, односно кантони во кои се спроведува кампањата и се гласа. И тука автобусите и комбињата се полни со граѓани, а бесплатната храна е заедничка ставка кај сите партии. Завршните и централните митинзи се позиционирани во 3 града, во зависност од тоа кому припаѓаат партиите. Српските политички каравани завршуваат во Бања Лука, хрватските во Мостар, а Сараево е резервирано за партиите на бошњаците. Поларизираните медиуми се идеални за спроведување на негативната кампања во Босна и Херцеговина. Хрватска е малку поразлично од нејзините соседи од Македонија кога станува збор за предизборниот процес. По апсењето на Санадер заради нелегалното финансирање на неговата партија, ХДЗ, кампањите се поскромни и помалку раскошни, но затоа далеку потранспарентни. Токму затоа, во последните изборни циклуси, се повеќе се форсира интернетот и социјалните медиуми, преку кои се води кампањата и се презентираат кандидатите и нивните програми. Полните автобуси, бесплатната храна, дневниците, билбордите и платените огласи во медиумите полека исчезнуваат од предизборието. Партиите повеќе го користат системот од врата на врата и социјалните мрежи и интернетот. Централните митинзи се секогаш во центрите на изборните единици, кои ги има 10 во Хрватска. Митинзи на кои се носат членови и симпатизери од други градови се реткост, иако се уште може да се забележи таа појава. Големите партии, без исклучок, завршните митинзи ги одржуваат во Загреб. Грција во многу нешта се разликува од останатите балкански држави. Билбордите, плакатите и платената политичка програма во медиумите веќе се историја. Сега секоја партија има своја медија група на социјалните мрежи преку која се промовираат кандидатите и програмите. Овој начин го воведе Сириза во 2012 година и го повтори во 2015 година постигнувајќи огромен успех. Секој нов изборен процес партиите вложуваат се повеќе пари во интернет просторот. Кога станува збор за митинзите, тие се одржуваат во големите градови, на нив се носат луѓе од околината. На локалните избори, личниот контакт на кандидатот со гласачите е најважен. Тие се обидуваат да се сретнат и зборуваат со што е можно повеќе гласачи и притоа ги користат локалните медиуми и социјалните мрежи. Плакатите, билбордите и флеерите веќе немаат никаква улога. За разлика од Балканот, во САД, например, масовните митинзи одамна се напуштени како алатка во кампањата. Кандидатите патуваат од град во град, но без придружба од полни автобуси и секогаш се обраќаат исклучиво на локалното население, тангирајќи ги локалните проблеми. Да, навистина би било скапо во Америка да се носат со авиони, не би можело со автобуси на митинзи и увиделе одамна. Но какви пораки слушнавме на овие избори? Оние генерални се, нели, нова ера
нов живот за сите во Македонија. Дали слушнавме јасни пораки, мислиме? Па може би од некои од кандидатите сме слушнале така по-конкретни, не баш јасни пораки. Иако пораките повеќе ја тангираат спротивната страна, значи кога се промовира себе си повеќе за репери да земаат другата страна и се трудат да го намалат угледот или капацитетот на другата страна, отколку да кажат конкретно што ќе направат. И ви кажав и преска, мене ми смета и пристапот. Знаете, нам политичарите или кандидатите ни се представуваат како спасители, видовме една и светлост дури им се понуди на граѓаните, ќе бити они се тие што ви велам, нас ни го носат сето добро, дека парите ги носат нивни кога ги владеат општините и дека ние тука сме само тие што имаме бенефит од нивното доаѓање и тој извртен концепт за мене е проблематичниот. Значи, ние треба да избереме кој најдобро ќе менаџира со парите кои се собираат од нас. Со нашите пари, со парите на граѓаните, да. А барем во дел од овие пораки тоа не може да го видиме. Тие нас не спасуваат, не ни нудат подобар начин на менаџирање на нашите ресурси. И тоа според мене е проблематично. Кај се причините ви велам? За некои од политичарите овие избори се историски и се животно битни, можеби пак ќе кажам поради блискоста на минатите избори, можеби по инерција некои пораки се трудат да ги превселат и на овие локални избори поради атмосферата која ја створија врзано со резултатите кои ќе произлезат од овие избори и што ќе следи поради тоа и на други емисии кај вас се дискутирало и околу тоа што ќе се случи ако едната страна или другата добијат голем број на гласачи, како тоа ќе влијае врз некои индивидуални судбини. И од тој аспект за некои од политичарите овие се историски избори. Но иначе ова се локални избори, каде што се надевам дека и ние као општество ќе ги земеме, ќе тежнееме кон хрватскиот модел, можеби грчкиот или американскиот, затоа што реално се поевтини, реално имаат поголем аутрич и трето, потребата за, да кажем, коруптивни активности на политичарите ќе се намалат, затоа што тие нема да имаат потреба да, условно речено, позајмуваат туѓи пари без прашање и со тие пари да купуваат сендвичи, пијалоци, да плаќаат билборди или да плаќаат автобузи. Знаете, сето тоа е поврзано. Сите овие трошоци треба од негде да произлезат, а во општество кое иначе сиромашно, вие не може да очекувате дека добротворни донатори, како што ни се случуваше, нели во минатите изборни циклуси, ќе плаќаат по 20, 35, 60.000 денари, за вие да можете во еден ден, за да можете вие да им купувате сендвичи на тие кои неќе да дојдат на митинг ако не им купите сендвич. Значи целиот систем е изместен, а се почнува од пораките. Ви велам, ако малце ми е трезвено како граѓани размислиме, треба да се прашаме од што не спасуваат тие идни градоначалници или советници на општината и како тие би функционирале ако нема нас? Како вам ви изгледаат пораките? Мојот впечаток е дека како да се политички партии малку затекнати за локални избори, иако тие нели беа одлагани, може би предолгото трајање на политичката криза и наглата разврска што се случи ги донесе во некоја затекната ситуација да морат надве-натри да се реорганизираат и да спремат една изборна програма за локалните избори и нормално соодветно на таа програма да ги пласира своите пораки. Пораката е централната точка во секоја политичка кампања, дали се работи за парламентарни избори или се работи за локални избори. Од тука пораката мора да е јасна, прецизна и фокусирана и таа порака мора консеквентно потоа да се развива во секој настап, не само од лидерите, но и од носителите на кандидатурите за градоначалници и на советничките листи по општините секаде. Значи тоа подразбира ако консеквентно ја развивате, на пример, пораката доаѓа живот или живот во Скопје или живот во таа и таа општина, вие треба да кажете дека станува збор за квалитет на животот. Вие се фокусирате на таа димензија од оние постулати за локален економски развој. Ако се фокусирате на квалитет на животот, тогаш треба да кажете како ќе им обезбедите квалитет на живот на луѓето, на индивидуите. И не е сега ситуацијата само да кажете доаѓа живот или живот ќе има таму и таму, треба да објасните што тоа подразбира. Квалитетот на животот како димензија на локален економски развој
подразбира дека вие треба да понудите механизми како луѓето да го подобрат нивниот животен стандард. Или што како е нова ера, не разбираме зошто нова ера. Нова ера е веќе друга димензија која јас не ја разбирам, а верувам дека и гласачите тешко да ќе разберат. Ерата почна со Христос, а сега што се случува не знам, дали е нешто ново, јас не го разбирам. Нема простор да подпрашате кој е временскиот бафер, временската празнина помеѓу новата и старата. И дали старата беше лоша или добра. Значи не може ви да промовирате нова добра, а да викате старата исто беше добра. Значи, не, за мене е енигма, не успеа да искомуницира со јавноста таа порака. Тука, дали се вообичаени овие пораки? Вам изгледа локални избори? Затоа што ние немаме локални избори тука се во Македонија. Или, тоа се две нивоа, или имаме локални избори, каде што градоначалниците на терен пред своите луѓе зборуваат нешто што ние можеме преку медиумите и воопшто не го гледаме или многу малку го гледаме, пак речеме тој градоначалник го идов таму и таму, имаше конкретен предлог и оке, човекот значи го бива, треба да се гласа за него. Повеќето на рекламите или рекламите за градоначалниците се ќе го покажат, човекот пушта светлост, не знам, као божји пораки и ти треба да гласаш за него. Зошто? Затоа што не знам, ефекти има разни. Од друга страна, говорите што ни ги пружаат сите медиуми во Македонија, па и на интернет, за жал, се говори на лидерите. И сега лидерите за што да зборат? За Битола, за Тетово, за зборуваат за Да, на крајот одговорот сепак зборуваат. Зборуваат за крупни глобални работи, тоа што им е блиско. И фактички ние, затоа мислам дека јавноста е збунета кај нас или уште еден елемент, што е вака, ако ги прашате луѓето на улица, обично, ние викаат кој ќе тепа на овие избори. ВМРО, СДС, нели, ДУИ, БЕСА, кој ќе тепа викаат. Они не викаат кој градоначалник ќе победи или ќе биде избран, кој ќе победи на овие избори, и они гледаат победата на ВМРО, значи ќе се врати Никола Груевски на власт, или победата на Заев, значи сега Заев ќе продолжи, ќе организира нови вонредни парламентарни избори и он ќе не однесе во НАТО и Европска унија. Мислам, така луѓето гледаат на овие избори, бидејќи поголемиот дел од народот, да не се лажеме, не идат по средби со политичари на терен, си седат дома и гледаат телевизија, слушаат радио или пред компјутер. Добро, покрај овие генерални пораки слушаме ветувања. Значи овие денови се зголемува тој број на ветувања, но и нивната разновидност, па еве денеска само што видов, например, знаеме дека во Македонија нема канализација, речиси 80% од државата, многу места не реше водоводот, нема чиста вода, ама затоа ветуваат аквапаркови, базени, не еден повеќе, па дека ќе се простуваат дури долгови за вода или нема да плаќаат сметки, што со граѓаните што плаќаме ние секој месец, или пак дури се плаќа обука за возачки испити. Значи сега ја почна да советување и купишта. Како вам ви изгледа тоа? Денеш добиваме некои вакви ветувања. Дали се тие ристовски во согласност со реалноста, со потребите на граѓаните или Тоа е потценување на македонскиот граѓанин, мислам. Вие да му ветувате нешто што е нормално во една држава тој да го има и на основа на тоа тој да гласа е за мене најмалку потценување. Нема конзистентни пораки. Јас цело време велам дека политичките партии неумешно настапуваат на овие избори и немаат конзистентен пристап во своите пораки. Не е тој систематизиран пристап, тој е кампањски пристап. Ке изградам градинка, ке изградам школа, ке изградам аквапарк, ке изградам ова, ке изградам она. Тоа не е понуда на основа на која еден гласач може да одлучи. Да, тие се во ред работи, инфраструктурата е важна, нели комуналната инфраструктура е важна, санитарниот дел е важен, атмосферска канализација, третман на отпади води, еколошкиот момент е важен, патиштата се важни. Се е тоа важно, мислам. Тоа се сегменти од овие димензии за локален економски развој, но вие тоа мора да го систематизирате, да понудите заокружен концепт и луѓето да сватат дека ова е нешто ново, знаете. Ние сме далеку уште, општините веќе треба да влезат во фаза, нели, тоа е прашање веќе и законот за децентрализација да оди во напредната фаза, да може и финансирањето на општините да се смени, да има поиздашни средства за да можат да ги решават похрабро и порадикално, нели, овие проблеми и потреби на граѓаните.
па и да се оди во правец на формирање на општински банки, каде што ќе може самата општина за локалното население да обезбедува средства за овие мали и средни предпријатија, да отвара перспектива за нови работни места, да ги задржиме луѓето во општините, да едноставно руралниот развој да добие една модерна димензија во овие средини каде што имаме допирни точки со руралниот развој, каде што имаме близина со градовите. Градовите се катализатори на развојот. Треба да се направи линковска поврзаност на тие општини меѓу себе. Че општините мора да работат во синергија независно од различната идеологија ако се погоди во една или друга општина. Че ние мора да најдеме една заедничка точка, еден заеднички интерес во кој што политичките партии ќе се надминат себе си и ќе го стават оној примордијален интерес на индивидуата, на граѓанинот на прво место, независно од нивната идеолошка приказна со која што тие ја освоиле општината или не ја освоиле. Ние мора да отвориме перспективи за младите луѓе во местото на живење да си ја најдат својата иднина. Не мора сите да се концентрираат во Скопје или во големите градови. Тоа е погрешен развој. Значи и тука веќе доаѓаме до моментот дека е потребен системски пристап. Потребна е измена на законската регулатива. И ако ги отвараме една по една точкиве, ние доаѓаме до она што јас постојано го говорам дека насушна потреба е Македонија да формира една национална реформска комисија која што ќе започне да се бави темелно со сите сегменти на политичкиот поредок, со сите елементи и механизми на функционирање на политичкиот систем, да го протресе од корен и да почне да го стабилизира, за да можеме оттаму да ги влечеме основите и за локалниот економски развој, да нудиме перспектива на рамномерен регионален развој. Тоа се важни прашања кои што нели ги тангираат избориве на локално ниво. Тоа што го говорите е идеално, како би требало да биде. Меѓутоа, стремежот на луѓето. На она што го имаме сега. Сега имаме ситуација во која граѓаните ќе гласаат по некаков по она што како тенденција што беше од парламентарните избори и они повеќе слушаат тоа што се случува од медиумите, од пораките, нели Македонија ќе оди лево или десно, вака или така. Значи не мислам дека поголемиот дел од граѓаните на Скопје ќе гласаат за Шилегов или за Коце Трајановски, затоа што Шилегов ќе им вети подобра гасификација од колку што ќе вети Трајановски. Гласаат по партиска линија и гласаат заради некои убедување како ќе биде понатака иднината. Никој, можеби грубо речено, меѓутоа повеќето не ги слушаат пораките. Ама тоа е половина од населението, половина од гласачите, другата половина немаат избор. Можеби причината е зашто некои теми се водат на централно ниво е баш таа тенденција да се продолжи тој нели промена, тој бран што се случуваше и лидерите, значи едниот и другиот, да се проектираат себе си преку кандидатите. И они својата филозофија менеджерска ја врзуваат со да, но сепак отида и на конкретни ветувања. Не, тука, за конкретните ветувања... Дали ги спомнавте новинари, дали граѓаните, например, во една Чешка, во една Германија, нема да го прашат кандидатот како ќе изгради базени, или како ќе изгради аквапарк, или како ќе ја реши депонијата, што не е решена. Прво, ветувањата таму не се така грандиозни. Па да, сигурно има депонии, тоа не е ни предмет на кампања. Како кај нас, како ќе бидат грандиозни, кога да речеме сега има една инвестиција од 100 милиарди круни, сега не знам колку тоа е точно, и тоа огромна сума пари, што ќе ја градат кинезите во едно, така да речеме, релативно неразвиено подрачје во Чешка, што ќе биде и шопинг молови, базени и такви работи. И сега ќе излезе некој градоначелник и рече ќе направам поголем шопинг мол од овој што доаѓа, таму се инвестициите. Тоа е концепт за локален економски развој што го говорам. Инвестициите, диверзификација на развојот. Тоа го прави државата и вика, добро, ако сакаш да доеш да инвестираш, бујром, ама ќе одиш таму. И така ги врзува. Тоа е така поволности ќе добијат. Тоа се вратиме на суштинското градоначелник. Тамошните кандидати не може да ветат такви работи. Како овдека кај нас. Што ветуваат градоначелниците? По приземни работи, например тоа што е во нивниот домен на работа. Решавање на акутни проблеми на граѓани, од канализација, бидејќи таму има види се. Да речеме канализација во 2017 не во многу европски држави се случува тоа, знаете колку е апсурдно да немаме канализација во 2017. Да, ветува дека метрото ќе го продолжат. Така може, да, сигурно. 3-4 станици или трамвајската линија ќе оди, не знам, до друго место, дека аеродромот ќе се поврзе со тој центар. Или дека ќе направат услови па и некој инвеститор да го привлечат.
локалната самоуправа таму може и такви услови да Приватно не јавното е само- партнерство е за локален економски развој. Колку соработката локална централна власт, што ја имавме изминатите години додека беа овие градоначалници, каде што знаеме дека градоначалниците на владеачката партија добиваа средства и реализираа проекти, другите не, колку тоа ќе се промени, дали очекувате тоа да се промени, колку тоа влијае на овие избори А за тоа е повеќе дел и од гласови? кампањата, на некој малце по-софистициран начин. Веќе опозицијската ВМРО и кандидатите се трудат тие две прашања да не ги врзуваат, нели во минатите изборни циклуси ги врзуваа, затоа што се повикува на блискоста со централната власт и за подобрите шанси некои дополнителни активности да се реализираат. Таа фискалната децентрализација кај нас не е завршена. Така да многу работи зависат и од централната власт, додека веќе во кандидатите на владеачката СДСМ гледаме такви јавни настапи во кои се укажува дека во соработка или во заедничка анализа со централната власт Да. И инсистираат на тоа во инсистираат кампањата. затоа што реално со овој сетап кој го имаме сега и со законските решенија реално зависи односот на локалната со централната власт. И тоа зависело во именато. Дали тоа треба да се смени? Секако дека треба да се смени, но баш поради овој факт и оваа реалност и овие пораки се чувствуваат и се слушаат и на кампањите. Како вам ви изгледаат овие ветувања? Спомнавте дека е апсурдно. Па види, апсурдно е во Веќе- европска држава која има аспирации да стане членка на Европска унија и НАТО, да се зборува воопшто за канализација, но за жал се случува тоа. Добре, еве и возачки но, испити ќе. но тоа се веќе по како да кажем софистицирани детали. Но да зборуваме дека во Македонија немаме канализација и водовод. И никој тие кандидати, бидејќи некои од нив се и постари, веќе постојни градоначалници, нив да не ги прашаме како тоа ми е во 21 век, веќе во крај на првата четвртина на 21 век немаме канализација и водовод, немаме пречистителни станици, но тоа повлекува многу други прашања на кои они не се спремни да одговорат, затоа они избегнуваат дебати. Вие зборите за канализација, а во процесот, во минатото се трошеле пари за работи кои се ултра и луксузни. Скопје 2014. Апсолутно, таму се потрошени Трагедија е. сигурно 60-70% од можната канализација одводна Во и доводна Македонија. во Македонија. Да. Трагедија е за Македонија ако се продолжи по истиот модел со кој што се работеше во претходните 11 години, да централната власт ги обструира општините како Струмица, Куманово или Центар или не знам кој, каде што имате опозиционен градоначалник или доминантно мнозинство во советот на општините. Тоа е трагедија. Че ние треба да се одлепиме од тој модел. И јас очекувам дека сега новата влада и новиот премиер ќе покаже малку сенс во општините каде што ќе добие ВМРО и неговите градоначалници или каде што ќе има доминантно мнозинство во советите на тие општини да се ослободат од таа глупост и од таа парадигма да мора да ги обструираат нивните проекти, да двојат помалку средства од буџетот за тие проекти. Граѓаните во Македонија се граѓани на сите. Иако е премиер, премиер е на сите. Тој ќе мора да работи во име и во интерес на сите, независно дали партија од друга идеолошка провениенција го води советот или е градоначалник на таа општина. Значи сега е можност и шанса од понеделник да речеме новиот премиер и новата влада да покаже разлика, дека еве ние сме различни, дека сите градоначалници што ќе ги добие ВМРО, ДПМН ќе бидат добредојдени за соработка, за една симбиоза помеѓу централната и локалната власт, дека тие ќе работат во синергија, дека ќе им се подаде рака и дека независно што тие ги освоиле локалната власт за општините, ќе бидат добредојдени за соработка во име и во интерес на граѓаните. Тоа е визија. Тоа е нов модел и нов концепт на однос во политиката. Премиерот Заев слушнавме некое размислување и повици за некакво помирување, меѓутоа тоа и малку на друга тема и тука ќе направиме пауза за реклами, се враќаме на дебатите. Гледате Топ тема на ваша страна, продолжуваме со дебатата. Муслију, што очекувате да донесат овие локални избори? Зошто се значајни? Што ќе се случува по тоа? Добро, прво, значајни се затоа што бираме локална власт. Значи, апсолутно е значајна. Тоа е власт која е во секојдневна комуникација со граѓаните и од тој аспект е поблиска до граѓаните. Така да се надам дека ова конкуренција ќе наметне така поотворена и поодговорна локална власт, пошто во минатиот период сме виделе и раскалашна власт која расипувала пари во
тотално непотребни работи, нашто за држава со овој економски капацитет. Но реално, бидејќи пак ќе кажам, предвремените парламентари многу брзо, имаме ново формирана влада, имаме мнозинство такво како што се го имаме и мислам дека двете страни добро ги анализираат случувањата сега и од резултатот на изборите, по мене, by the way, бројот на гласови собрани кај советниците е тој кој е репер, ќе одлучат што понатаму. Ние сме навикнати да имаме и предвремени избори, не е тоа ништо чудно, но верувам дека сега во зависност од бројките ќе имаме и разни раздвижувања. Ако продолжи трендот на зголемување на поддршката за владеачката коалиција, тогаш сигурно може да рачунаме дека некои потешки прашања кои не очекуваат во идниот период, може и за тоа да позборуваме, ќе треба да се решат, надминат, но секако тие тоа ќе го набилдаат преку некои евентуални избори идна година. На кои би сметале да ја зацврстат власта? Да, би ја зацврстиле, затоа што реално ние сме сведоци дека предвремени избори имаме само кога мнозинството проценува дека е добар момент, тоа е своја мнозинство или да го зголеми или да го зајака. Ќука, што вие очекувате да донесат овие локални избори, освен нова власт на локално ниво? За да не се повторуваме, ја мислам дека ќе мора да дојде до диалог меѓу клучните политички субјекти во Македонија, меѓу партиите и од сите етнички заедници, затоа што и во Македонија очекуваат крупни проблеми да решава. Ако сака, мислам да мрдне од ова некоја си мртва точка као заклучена држава, се стремиме кон Европска унија, кон НАТО, а знаеме кој е проблемот кој мора да го решиме на некој начин со Грција. Така да мислам дека ќе мора да седнат, бидејќи тешко дека една политичка партија може да го поднесе сама товарот на сите тие проблеми. Христовски, вие што можеме да очекувате? во два правци работите. Ако Социјалдемократскиот сојуз и неговата коалиција ја подобрат позицијата од претходните локални избори, мислам дека ќе дојде до едно стабилизирање на општата политичка клима и ќе почне Македонија да се занимава со малку посуштински прашања, но доколку тоа не се оствари, доколку ВМРО ја задржи својата позиција горе-доле, пата како во претходниот изборен циклус, мислам дека ќе дојде до зовривање на политичката ситуација, затоа што веројатно притисоците за предвремени парламентарни избори ќе се засилат, ќе почнат јавни протести, веројатно организирани од сегашната опозицијска. И мислам дека тоа ќе одреди траекторијата за идните година и пол, можеби и две, како ќе се развива политичката клима во Македонија од тој аспект. Од друга страна, очекувам дека општините ќе почнат да се занимаваат со посуштински потреби на граѓаните, дека ќе почнат да реализираат одредени проекти со поддршка нормално и на централната власт, ќе се навлезе веројатно во нова фаза во која што ќе се бараат нови решенија за финансирање на општините за да се подобрат купните приходи, за да нормално да се вратиме на ова првото што кажавте. Ќука спомена дека веројатно пристоја решавање на крупни проблеми, државата и владата, тоест државата се обврза со план за напредок, за што има голема поддршка и од Европската унија и другите западни сојузници, и се очекува конечно двете главни политички партии, СДСМ и ВМРО, да најдат некаков заеднички јазик и да им се придружат секако партиите на албанците. Дали е тоа можно во овој политички момент? Ако ги следиме пораките на лидерите на локални избори, тие се надпреваруваат кој кого повеќе пати ќе спомене во својот говор и сега бројат. Заев го спомнал Груевски 7 пати, Груевски го спомнал Заев 10 пати и тоа ги спомнуваат во лоша конотација. Значи спомнувањето е за да се отцрни политичкиот противник. Тоа не ветува многу дека ќе може да дојде до поместување на таа ситуација. Во дадена ситуација имаме силни соети кои што години наназад се судрени и имаме класично архе непријателство во дадена ситуација и јас не можам да очекувам дека ќе дојде, дури и под притисок на странците, дека ќе дојде до поместување на таа оска, дека тие евентуално би се приближили и ќе може да разговара за оние клучни теми. Знаете, ниту проблемот за името не може да прогредира ако
немате консензус дури и на опозицијата во таа ситуација. Значи, за мене перспектива нема во тој дел некоја посебно, освен ако некој од нив не направи радикален пресврт. Да, но ние сме сведоци во овие 25 години колку пати политичарите говореле едни за себе во најцрни конотации, па по избори влегувале во владини коалиции. И уште една реченица, се извинувам, не довршив, се извинувам. Значи, но ако СДСМ значително ја подобри ситуацијата на овие локални избори, очекувам разврска во раководството на ВМРО да помине дека веќе ќе има притисок од членството за промени на лидерството внатре во партијата. Тоа ми беше да заокружам. И Муслим. Прво треба да се две работи да се каже. Сите лидери, кај нас случувајќи ги лидерите на најголемите партии се проектираат себе си као честни, вредни, одговорни луѓе и мислам дека после изборите како ние као граѓани, така и нашите меѓународни партнери ќе ги повикаат на тие само проекции. Затоа што не може вие да бидете одговорен, чесен, вреден, а да одбивате да седнете и да разговарате за озбилни прашања. Не е само прашањето на името. Кај нас тоа помирување, кога веќе неколку пати го слушаме од нашите меѓународни партнери, се проектира, е потребно и за реформи во правосудството и во администрацијата. Да, треба да се донесат закони со големо двотретинско мнозинство, например. Се некои работи кои се за бенефит на граѓаните, кои се во корелација и со честноста, искреноста, добрите намери и вредноста која тие се само проектираат така, и мислам дека иако и во минатото место таа честност. Не, друга работа дали ја гледам, него тие себе си така се промовираат. И второ, ние имаме искуство дека и во најекстремни ситуации, кога биле охрабрувани, да не употребам малце потежок збор, тие биле спремни да седнат и некои работи да ги решат. И не треба да се прави паралела помеѓу лична одговорност за лошо сработено нешто, правна одговорност и спремност за соработка. Оваа држава, мислам дека во идниот краткорочен период ќе мора да се позабави со некои сериозни прашања. Не е тука само прашањето со името, туку и внатрешни организациони прашања кои нема да можат да ги избегнат. И така каква ќе биде улогата на партиите на албанците во тоа? Ја мислам дека во секоја ситуација кога меѓународните партнери не охрабрувале на соработка, албанските партии биле волни за соработка. Дали со целосна волја или со помала, но кај нив не фалела таа спремност за соработка, така да сум ја прилично уверен дека независно од овие тенденции, ако едната страна има многу повеќе или другата страна има многу повеќе, дека за овие прашања кои се суштински за нас као општество, они ќе измогнат или спремност, или волја, или практично ќе се повинуваат на таа потреба, но ќе седнат за овие работи и ќе се договорат. Тука ја завршуваме вечерашната топ тема на ваша страна. Благодарам на сите за учеството, а вам, драги гледачи, ви благодарам на вниманието. Останете со Телма, имајте пријатна вечер.